Кога ќе кажете фантастична сума, тогаш ја ќе ви дадам што е фантастична сума. Што се 350.000 евра ако си Димитар Ковачевски? Изгледа сосема нормална сума народни пари кои ќе се потрошат за кампањата за предностите од членството во Европската Унија, која ќе се поклопи со веќе распишаните претседателски избори. Законите се испочитувани, тврди премиерот, за кого нема проблем што владата на 6 месеци пред избори ќе потроши уште над 354.000 евра. Кога ќе кажете фантастична сума, тогаш ја ќе ви дадам што е фантастична сума, 2 милиони евра за една статуа на мост Гоце Делчев. А уште пофантастична е 4 милиона евра за две статуи или милион евра за 3 врби во реката Вардар. Тоа се фантастични суми. Кога зборуваме за информирање на граѓаните и на институциите во однос на евроинтеграцијскиот процес, тогаш сметам дека се работи за соодветна кампања, бидејќи нашата држава го отпочна процесот на скрининг и успешно го води, кој што и успешно ќе заврши. Илинденска уште во јануари годинава резервирала буџет што ќе треба да го потроши за рекламни видеа и спотови за убавината од членството во ЕУ. Иако сите веќе го знаеме тоа, ама власта по еден пропаднат обид сега на 6 месеци пред избори наоѓа фирма која ги исполнува условите. Владиниот секретаријат договорот со Вертиго НМ го склучува на 8 ноември, а на 10 објавен на сајтот за јавни набавки. И според пропишаното договорните страни, кампањата треба да трае 45 дена, откако фирмата би ги подготвила слоганот и логото. Колку време и се дава да ги изработи не е наведено во договорот. Ако под предпоставка тоа би биле 30 дена, кампањата би започнала некаде на средината на идниот месец, а би завршила неколку дена пред да почне изборната кампања за претседателските избори, кои тогаш веќе ќе бидат распишани. Државната комисија за спречување корупција има укажувано токму на ваквите ненамерно или намерно местени датуми за кампањи финансирани од државната каса во предизборен период. Пред само 2 години, владата темпираше исплатата на парите од ТАФ програмата за инфраструктурни проекти за 36 општини, точно пред локалните избори.